Благодарам, почитуван председателе, почитуван народен правобранител, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Искрено еве како член на Комисијата за политички системи, чувствувам одговорност и како пратеник да се јавам за збор да продискутираме за годишниот извештај на народниот правобранител, посебно од аспект што се работи за заштита на човековите слободи и права, она кое што за како пратеници, без разлика дали доаѓаме од власт или од опозиција, секогаш ќе се согласиме дека треба да постои доследно почитување на слободите и правата на граѓанинот. По она кое што можевме да го разгледаме како извештај доставен до нас, морам да заклучам дека се работи за исклучително објективен извештај кој што за нас пратениците овде, бидејќи наша обврска исто да го разгледаме, да продискутираме, но и на крајот да донесеме и одредени заклучоци како комисија, како пратеници. А тоа е дека по она кое што го гледаме како состојба, за мене представува ова одреден план за реформи во нашата држава, кои што треба да се случат согласно забелешките, препораките и состојбите кои што се евидентирани од страна на народниот правобранител, а се однесува конкретно на заштита на човековите слободи и права. И тоа се би било во насока да се променат состојбите кои што се опишани многу детално во самиот извештај. Јас не велам дека Македонија што и да направиме дека ќе биде место каде што би постигнале еден скандинавски систем, па и дури и таму постојат одредени слабости, но добро е да од извештај на извештај да забележиме дали одредени подобрувања има или нема, и како што можам да забележам по и последен извештај кој што го разгледувавме, дека одредени недостатоци кои што ги дискутиравме тука доста гласно како пратеници се на вистина отстранети, затоа би продискутирала и во ова мое излагање, но и за одредените недостатоци кои што и tekako мислам дека има за што да зборуваме. Морам да истакнам дека како наша должност се јавува да продискутираме за овие состојби, но од друга страна по дискутирањето наша обврска би било да обезбедиме како пратеници механизам за подобрување на самите состојби. Зошто го потенцирам зборот механизам? Бидејќи тука во собранието ги креираме, ги менуваме законите кои што треба да дадат еден патоказ за почитување на правата и слободите на човекот и на граѓанинот, и она кое што интензивно го работиме активно тука во собранието е токму тоа да обезбедиме подобар механизам за институциите за да го обезбедат она за кое што се залагаме, а тоа е да се почитуваат правата и слободите на граѓаните, но уште повеќе да обезбедиме и тој механизам да профункционира за граѓаните. Нешто кое што сакам на почетокот да го истакнам, а кое што ценам дека е важно во контексти на самиот извештај на народниот правобранител, е дека исклучителен успех за нашата држава представува и затварањето на постмониторингот од страна на Советот на Европа за нашата држава, што за мене значи некакво признание дека во Македонија се почитуваат човековите слободи и права, се почитуваат заедниците, имаме подобро владење на правото, имаме позрела демократија, но морам да истакнам дека ова за нас е дополнителен мотив истото да го зачуваме и да го унапредуваме. И представува еден голем момент за нас како држава и посебно од аспектеви на институцијата, мислам дека е важно да се нагласи. Исклучително ја почитувам институцијата народен правобранител и исклучителна важност даваме како пратеници, без разлика кој од каде доаѓа, бидејќи народот навистина има голема доверба во вас и очекува истата да биде оправдана по однос на она кое што вие го имате и како обврска и како задача, тоа е да дадете и определени препораки до институциите за да ги надминат слабостите. Јас ќе почнам со едно прашање конкретно до вас, можеби на крајот од дискусиите би сакали да ни одговорите на она кое што беше истакнато во нашите дискусии, тоа е ги слушнавме ние состојбите, ги слушнавме позитивните страни, недостатоците, но она кое што мене ме интересира најмногу е што следува после тие заклучоци и препораки кои што ги давате вие како народен правобранител. Дали
се соочувате со проблем во кој што институциите не ви одговараат на дадените препораки. Ако е тоа така, во кој контекст најмногу наоѓате, би рекла, предизвик, бидејќи ние очекуваме поднос на тие препораки истите во најмала рака барем да ви одговорат за состојбите. Јас знам дека секоја институција може да ги каже сопствените предизвици со што се соочува, но мислам дека е доследно барем да имате одговор за состојбите во кои што сте ги посочиле, да ви дадат конкретен одговор. Ќе почнам со тоа што најголем дел и најголем обем на работа сте имале во вашата институција, а тоа е генералниот заклучок кој што го влечеме од страна на самиот извештај, дека граѓаните најмногу се жалат на работата на судството. И тоа е нешто кое што сакам да ставамете еден хайлайт, би рекла, на самиот извештај. Тоа е навистина еден системски проблем кој што секојдневно се дискутира не само тука во собранието, туку воопшто и во контекст на самото наше општество, и за кое што сакаме да обезбедиме подобар механизам за истото да функционира. Кога велиме системот да функционира најнапред, мислам поточно и на судството, бидејќи и по самиот извештај можеме да забележиме дека граѓаните најмногу се жалеле на работата на самото судство. Увидов дека големи замерки имало и во делот на судење во разумни рокови, што исклучително треба да се почитува, бидејќи не се почитува принципот на разумен рок, подоцна произлегуваат и други негативни последици по однос на самата постапка. Зошто го потенцирам ова како нешто многу важно? Заради тоа што ние обезбедуваме закони и механизми, но на крајот од денот кога граѓаните се во судска постапка, верувајте, оттаму најмногу влечат надеж и доверба дека најголемата заштита и она почитување на законите, најдоследно почитување на законите ќе се случи токму во таа институција, токму во судството. А пона која што можеме да го забележиме во овој извештај е дека ние ги имаме најголемите слабости во нашата држава токму во ова. Тие очекуваат право, правда и владење на правото, но очигледно имаме недостатоци и во овој дел. Ке потенцирам дека како пратеници, особено овде на Комисијата за политички системи, во делот на јавните расправи кои што се однесуваат на законите кои што доаѓаат од Министерството за правда, имаме интензивни јавни расправи со експертската јавност, со пратениците од сите политички партии, се со цел да најдеме поквалитетни законски решенија за да обезбедат еден пофункционален механизам за спроведување на судските постапки, но и генерално на функционирање на самото правосудство. И тоа е нешто кое што е навистина светла страна во овој парламентарен дом, и тоа ќе продолжиме да го правиме така, посебно во контекст што овие закони, па и повеќе од 90% чинам, токму се однесуваат на реформски закони кои што доаѓаат како дел од нашата реформска агенда со препораки од Европската унија за да обезбедиме едно европско законодавство, бидејќи ние ако сакаме да бидеме дел од Европската унија, ние не треба само да менуваме закони, туку и да се однесуваме европски, да поседуваме европски вредности. Сега нареден во контекст на овај законот за парнична постапка, кој што мислам дека е токму најбитниот закон кој што ги решава судбините на граѓаните во рамките на судството, и тука исто така ќе направиме една јавна расправа во која што ќе се дискутираат состојбите на самиот закон и да најдеме еден најефикасен модел за да обезбедиме поефикасно и подобро спроведување на самиот закон. Констатирани се повеќе и позитивни и негативни работи во извештајот. Јас би се осврнала во делот на правата на детето. Неколку пати еве и од страна на вас и од страна на колегите кои што претходно дискутираа, се детектира навистина еден проблем кој што во последниот период не вознемирува сите како јавност, а тоа е она кое што се случува и кое што е реалност во нашето општество. Тоа е булингот не само во училиштата, но и надвор од нив.
и не само булингот, туку и оние дури физички напади кои што се веќе брутални меѓу самите млади луѓе. Јас ставам посебен акцент на ова, бидејќи високо на агендата во собранието ја покренавме оваа тема. Ова не е тема која што почна да се дискутира сега пред скоро време во собранието, во рамките на Клубот за младински прашања и политики во собранието. Во претходниот состав, уште во претходниот парламентарен состав, се искреира еден документ за ментално здравје на младите, кој што треба да даде еден осврт токму на овој сегмент за тоа каков ефект има булингот врз самото ментално здравје на младите. И сега организиравме исто така и јавна расправа која што се однесува токму на овој сегмент, а тоа е влијание на социјалните мрежи, поточно на младите луѓе и нивното ментално здравје, но и генерално за штетните последици кои што имаат влијание врз менталното здравје на младите. Со експерти, со заинтересирани страни, веќе поведовме иницијатива и за одредени заклучоци да се произнесат по самата расправа и гледам дека веќе институциите постапуваат по однос на она кое што и беше дискутирано. Веќе навистина се дискутира да стане реалност тоа во училиштата да имаме ограничена употреба на мобилни телефони и социјални мрежи во училиштата, бидејќи цениме дека не само што ќе се зголеми процентот на концентрација на самите ученици, туку и ќе се намали оној момент на агресија помеѓу самите ученици кои што можеби постоја, кој што е предизвикан од страна на она кое што се емитува на социјалните мрежи. Мислам дека е добар момент да започнеме од институциите како училиштата, но уште повеќе би алармирала на еден проблем, бидејќи сега многу скоро имавме еден повторно физички напад на малолетно лице од страна на друго малолетно лице, кое што резултира со лоши последици. Јас тука би алармирала на една огромна свесност и можеби заедничка кампања со народниот правобранител да се подигне свесноста и кај родителите да обрнат внимание на овие девијантни појави кои што се јавуваат кај децата, бидејќи најголем дел од денот децата го поминуваат сепак дома и оние би рекла користењето на ладно оружје на крајот од денот не доаѓа од училиштата, туку доаѓа некаде од надвор, што мислам дека треба да има поголема контрола врз самите малолетни лица. Во контекст на тоа сакам да споделам од денес една информација дека веќе се размислува да се работи на измени на Законот за образование, кои што ќе воведат буквално и казни за родителите ако се испостави дека нивното дете учествува во вакви девијантни појави кои што резултираат и со физички напад, но и уште повеќе да ставиме акцент на лиценцирани психолози во училиштата кои што ќе обрнат поголемо внимание, бидејќи факт е дека модерното време ни донесе и одредени штетни последици по однесувањето на нашите најмлади. Во контекст на она кое што беше споменато и претходно, користењето на наркотици, користењето на други психотропни субстанции кај младите луѓе. Исто така сакам да споделам дека Институтот за јавно здравје има направено навистина квалитетни и стручни анализи за последиците од користењето на наркотиците и психотропните субстанции кај нашите најмлади. Огромно е зголемувањето на користењето на овие субстанции во последните години, односно во споредба со претходно кога почнало да ги користат младите луѓе. Така што во контекст на ова исто така сакам да споделам дека превземаме конкретни чекори за не само преку кампања, туку и преку едукација, превенција и одговорност да направиме исчекор. Одам едно по едно за да истакнам како по одредени констатации кои што ги има констатирано народниот правобранител, мислам дека е важно да се сподели дека институциите и ние како пратеници веќе ги детектираме слабостите кои што постојат во нашиот систем и кои што веќе превземаме конкретни чекори.
Во контекст на позитивните работи кои што се превземени, а се детектирани претходно од страна на народниот правобранител, навистина не би рекла ме радува, но ме прави позадоволна и посмирена тоа што е констатирано дека нашите ученици имаат навремено добиени учебници. Јас се сеќавам тука кога комунициравме исто така за извештајот на народниот правобранител, каде што буквално секој еден говор на пратениците беше со дискутиран за апсурдот во кој што нашите ученици и нашите образовни институции се соочуваа со немање на учебници или ненавремено снабдување со ученици уште учебници пред да почне учебната година. Зашто велам дека не би рекла дека е среќна, заради тоа што за мене не смее тоа за нас да представува огромен чин, не знам, на постигнување, но фактот дека ги сузбиваме овие појави кои што очигледно се последица на претходно неработење и неводење на грижа, мислам дека и како треба да се адресира. Исто така во претходниот извештај ги комунициравме многу условите во затворите. Ме радува дека се истакнува и реновирањето на казнено-поправниот дом Идризово, кој што треба да обезбеди подобри услови. Треба да се работи уште многу на ова поле, но со оглед на тоа што начекавме и какви се состојбите таму, какви беа состојбите таму, кога гледаме дека нешто се работи, нешто се поправи, се обрнува внимание, тогаш треба истото, мислам, да го истакнеме. Она кое што наредно би сакала посебен акцент да ставам во контекст на самиот извештај на народниот правобранител, а тоа е кое што сите нас не интересира овде, тоа е констатациите по однос на семејното насилство и фемицидот. Точно е, колешката претходно спомена дека високо на агендата се стави и оваа тема во собранието со организирање на една навистина квалитетна надзорна расправа во рамките на Комисијата за еднакви можности во собранието, каде што сите заинтересирани страни, сите одговорни институции беа присутни, им беа поставувани прашања, се добиваа конкретни одговори и наредно можевме да заклучиме дека по однос на се она кое што беше покренато во јавноста ќе се превземат и конкретни чекори. Ние тука како пратеници мислам дека оваа година постигнавме голем напредок во однос на постигнување на подобра легислатива, посебно во контекст на кривичниот законник, каде што после долги години се стави она законска измена за семејното насилство да се гони по службена должност, што дополнително ја заштитува жртвата од дополнителен притисок кој што би се направил од страна на насилникот за да ја повлече пријавата. Знаете дека претходно со повлекување на пријавата многу често постапките застануваа. Сега со оваа законска измена мислам дека треба да имаме огромно подобрување во контекст на заштита на жртвата. Се согласувам дека треба да се работи институционално многу повеќе и на едукација и на примена на самиот закон, се со цел да не констатираме веќе вакви последици. Факт е дека и она кое што го комуницираме и многу често тука и со колегите, тоа е дека имаме поголем број на пријави на семејно насилство, што за мене е директен доказ дека се охрабруваат да пријавуваат и тоа е добро да се напомене, бидејќи многу често знаеме да кажеме дека треба да се покрене гласот, но кога гледаме дека истите тие жртви истото го прават, тоа нас не охрабрува да продолжиме да правиме конкретни чекори, конкретни реформи за навистина да ги заштитиме овие жртви на семејно насилство. Мислам дека оваа надзорна расправа која што беше организирана во рамки на Комисијата за политички во рамки на Комисијата за еднакви можности, дека треба да даде едно навистина квалитативно решение на оваа тема, бидејќи тука немаме никаква поделба партиска, етничка, било каква поделба, кога се работи за решавање на овој проблем. Нешто кое што сакам исто така да го адресирам, а кое што и минатиот пат
го истакнав, тоа е дека би било можеби еден јавен повик да се обрне особено внимание на приградските општини. Јас доаѓам од општина Илинден, која што представува приградска општина. Не е толку далеко, но 20 километри од центарот на градот значи дека задолжително мора да се користи превозно средство. Тука сакам да адресирам на еден момент да се обрне поголемо внимание на приградските општини, конкретно во контекст на јавниот превоз кој што го користат нашите граѓани, бидејќи како дополнителен товар представува тоа што се наоѓаме малку подалеку, да речам, од градската средина или од централното подрачје на градот. Мислам дека и со набавката на новите автобуси ќе се реши овој проблем, но сакам да истакнам дека со самата набавка би сакала да се стават во приоритет овие приградски општини, бидејќи како нашите граѓани имаат проблем и е навистина неопходен доколку не користи некој собствено возило. На крај ќе завршам со тоа што потребно ни е да ја унапредуваме уште повеќе интероперабилноста, бидејќи мислам дека самото поврзување на институциите може да ги реши поефикасно овие проблеми кои што ги детектираме. Ке истакнам дека ме радува што еве гледам компаративно со претходниот извештај дека се подобрени одредени состојби. Мислам дека со самата дигитализација која што ни е исто така високо на агендата, можеме да се подобриме во одредени работите, како посебно во контекст на користење на услугите од граѓаните на страната на Националниот портал за електронски услуги, кој што дополнително ги подобрува нивните права, особено тука ќе ги истакнам оние граѓани кои што живеат во руралните средини многу подалеку од градот Скопје, кои што сега со неколку клика може да ги користат услугите на Националниот портал за електронски услуги, да завршат определена услуга од органите на државната управа, а не тоа да биде како претходно што беше, со чекање на редици, со губење на часови од работното време, со дополнителни финансиски средства кои што се трошат, па знаевме дека многу често имавме издавање на погрешни документи со печатни грешки, па повторно тоа значеше едно патешествие за граѓаните, така што во контекст на ова, особено сакам да ја истакнам дигитализацијата која што и како го подобрува животот на граѓаните. Ке завршам со тоа што ќе ви се заблагодарам за извештајот. Мислам дека може секој од нас е малку подолг кога зборуваме за слободите и правата на човекот и на граѓанинот, но мислам дека треба да се стави еден посериозен акцент на ова, заради тоа што како народни избраници имаме таква одговорност, а во насока на она кое што го имаме како извештај пред нас и во насока на она кое што ќе го добиеме како заклучок и кое што ќе го усвоиме како заклучок на Комисијата за политички системи, ќе ни биде еден патоказ, како што реков, за планот за реформи и ќе ни биде еден патоказ за тоа како пратеници да обезбедиме и подобри механизми во контекст на самите закони, но и како надзорна улога тука ќе се ставам од страна на собранието да направиме еден притисок за институциите да ги подобрат своите услуги. Ви благодарам.